Господ е пастир мој, ништо не ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта, на пивки води ме води. Ја крепи душата моја, по пат на правда тој ме води. Заради името Твое, тако те љубам, мил Исусе. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Трпеза ми приготви пред непријателите мои, со елеј ме помаза, со блаженство ме напои. Милоста ме придружува во сите дни на животот, во домот татко престојувам многу дни, многу дни. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Прозори во изолација добро се слуша ако викаме или да не викаме. Има една жена на тераса. Ова не е изолација, ова е само стакло. А само стакло. Ај, не за сатаната и смртта, да за Исус. Има Исусе да не викаме. Слава Ти, Исусе. Има една жена на терасата. Кој сака да биде прв, нека им служи на сите. Кој сака да биде, нека им служи на сите. Сакаш да врвиш во Исуса, облечи се од себе. Земи го крстот свој и врви во мене. Земи го крстот свој и врви во мене. Во дух и вистина, и озгора, дар за Исуса Христа, не за сатаната и смртта. Во дух и вистина,
сака живот да спаси, ке го загуби. Кој го дава животот свој, за Исус ке се спаси. Сакаш да врвиш по Исуса, одречи се од себе, земи го крстот свој и врви по мене. Земи го крстот свој и врви по мене. По дух и вистина ме роди од згора, да за Исуса Христа, не за сатаната и смртта. По дух и вистина ме роди од згора, да за Исуса Христа, не за сатаната и смртта. Кој сака да биде прв, нека им служи на сите. Слава ти, Господи Исусе Христе. А ова 58 Царството Божие внатре ја памтише. 58. Татко Небесен. Царството Божјо е Царството Божјо е внатре во мене. Моето срце е Твое, Исусе. Духот утешител мене ме води, Исусе. Добриот пастир го дава животот свој за овците. Татко Небесе, во Исуса сум возлюбен, и го давам срцето, да се вселиш во него. Татко Небесе, во Исуса сум возлюбен, ти го давам срцето, да се вселиш во него. Песен е патот на животот, Исусе. Малкумина него го знае, Исусе. Широк е патот во пропаст најмил, Исусе. Ки на твое незнаење љубен,
ги отвараш небесата и излеваш полна сила во нашите срца. Амин. Ова е твој дом, дом на твојата љубов. Слава ти. Амин. Дом за молитва да се нарече. Ајде. Слава ти, Господи Исусе Христе. Речи ја. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава тебе, Оче наш, 76. Многу ја сакам ова песна. Вие што мислите, кој сум јас? Ти си Христос, Петар му рече, Сина живиот Бог. Блажен си ти, тело и крв ме ти открија, Духот на Отецот небесен, вечниот Татко. Слава тебе, Господе, слава тебе, Татко мој, слава тебе, Исусе, за секогаш си во моето срце. Алелуја, Исусе, облечи ме во љубов вечна. Алелуја, Татко мој, се враќам пак во домот твој. На тој камен, на таа вера, ке ја изградам. Мојата црква и врати пеколни, не ке ја достигнам. Не за сатаната, не за смртта, не за страданија, да за Исуса Христа, живиот Бог, Спасител наш. Слава тебе, Господе, слава тебе, Татко мој, слава тебе, Исусе, за секогаш си во моето срце. Алелуја, Исусе, облечи ме во љубов вечна. Алелуја, Татко мој, се враќам пак во домот твој. Татко наш, Царството Божие да биде во нашите срца. 79. Дали знаеш, сине? Деца, арми сте? Слава на Исуса, добри сте. Слава на Исус, одлични. Ајде, војска Исусова. Прилетка. Дали знаеш, сине, крвта своја ја пролеја за секого од нас. Дали знаеш, сине, крвта своја ја пролеја за секого од нас.
смртта темна студна, со смрт ја победи, со смртта своја те откупи. Фала ти, Исусе. И смртта темна студна, со смрт ја победи, со смртта своја те откупи. Не плачи и не жали, не тагувај, во радоста моја ти пребивај. Не прашувај зошто вака или онака, а тиштата мои се задовека. Ти не можеш повеќе да умреш, со крвта своја те откупи од зло. Отвори го, сине, твоето срце во љубов вечна за Христа Исуса. Ти не можеш повеќе да умреш, со крвта своја те откупи од зло. Отвори го, сине, твоето срце во љубов вечна со Христа Исуса. Ај 78. Слава ти, Господи Исусе Христе. Татко, ова е твојот дом, твоето знаме духовно вечно да остане до крајот во овој простор. Го повраќаме Ѓорче во твоја собственост, Исусово Христова населба. Слава ти, Исусе. Се роди Исус. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. 78. Слава ти, Исусе. Не немате. Ја нема таму? Не. Дајте тоа да го смениме. Дајте да ставам на страна. Се да знам која да поправи. Роди се, роди се, сини се роди, вечниот Исус. Роди се, роди се, таткото даде, синот возлюбен. Se rodi Isus, pejte ангели, Божи труби затрубете. Нова заповед ви даде Исусе, да љубиме, да љубиме. Се роди Исус, пejte ангели, Божи труби затрубете. Нова заповед ви даде Исусе, да љубиме, да љубиме. Роди се, роди се, сини се роди, цар на цареви.
Син ни се даде, Исус Спасител. Се роди Исус, ејте ангели, Божи труби затрубете. Нова заповед ви даде Исусе, да љубиме, да љубиме. Се роди Исус, ејте ангели, Божи труби затрубете. Нова заповед ви даде Исусе, да љубиме, да љубиме. Слава ти, Господи, сакаш доаѓам по тебе, оставам и во мене. Добро утро, Исусе. Уште една Ајде, ложа Која сакате? источна, кажете на песна. Слава ти, Господи Исусе. Ајде, добро утро. Ајде. 70. Добро утро, Исусе, јас те канам во срце. Отвори ми очите, да те гледам најаве. Отвори ми ги ушите, да те чујам, Исусе. Добро утро, татко мој, чело Божјо, Исус твој. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се. Со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе. Добро утро, татко мој, ме измиваш во духот твој, ми го чистиш срцето, да се вселиш во него. Добро утро, Исусе, и денес врвам од тебе, за секогаш во срце мој, до Царство Божјо небесно. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе. Ајде што тебе ти велам. Може. 65.
Татко, Твојата сила да влезе во овој дом и во секое срце. Согласни сме, не отстапуваме. Полна сила да ја покажеш Твојата права, вистинска сила. Слава Ти, Исусе. Тебе ти велам, Стани и оди, земи ја постелката и оди си. Верата Твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви по мене. Јас сум Твојот Господ, доктор, Спасител. Стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов Твоја, што никогаш не собира. Ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов Твоја, што никогаш не собира. Што сакаш да направам за Тебе? Да гледам, одам, слушам, љубам Исусе. Се е можно за оној кој верува, Исусе. Нека Ти биде според верата. Ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов Твоја, што никогаш не собира. Ме исцели во цели свет, ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум, во љубов Твоја, што никогаш не собира. Господи Исусе Христе, Твојата љубов да се излее во секое срце. Уште една ванде, 62. Ти го давам срцево. Да живееш во нашите срца, овој дом да биде Твојот дом. До крајот, Господи Исусе Христе, до крајот. Ова е Твојата населба, Исус Христо, ја враќаме во Твоја собствена слава, Исусе. Твојот Син за нас, Ти го плати долг наш, Ти ни даваш патека да врвиме по љубовта. Ти ни даваш патека да врвиме по љубовта.
срцево, дојди живеј во него, Татко најмил Исусе, возљубен мој Господе, Татко најмил Исусе, возљубен мој Господе. Нема да умрам, ке живеа, љубовта Твоја ке ја прославам. Живееме ли, умираме ли, во љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Нема да умрам, ке живеа, љубовта Твоја ќе ја прославам. Исусе, живееме ли, Исусе, умираме ли, во љубовта Исусова. Живееме ли, умираме ли, Исус нас не воскресна. Слава Ти, Господе Исусе Христе! Слава Ти, Господе Исусе Христе! Ти благодариме, Татко, Твоите деца повикуваат кон Тебе. Во името Исусово сме собрани, кога ќе се соберете Вие и мојот дух. Ние доаѓаме да пиеме од живата вода, да не искапеш однатре, да Ти предадеме се ти предаваме Тебе, срцава, душиве, домовите, семејствата, деца, роднини, партнери, родители, се мое е Твое. Ние го повикуваме Твоето име, Господе Исусе Христе, да слезеш во полна сила во нашите срца и согласни сме и заедно со Тебе од десната страна во силата велиме: бегај од нас, Сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе, да излезе од секој еден од нас се што не е од Исус, од нашите дела и души, од семејствата, од овој дом, од оваа населба, од градот Скопје, од цела Македонија и насекаде. Твоето духовно знаме, Твојата жива вода да тече од нашите утроби и ние сите заедно во еден дух со Тебе од десната страна велиме: не за сатаната и смртта, не за болки, болести, страдања, маги, проклетства, не за злото, да за Исус во секој еден од нас. Ние сме сигурни дека Тебе Ти се враќаме, Татко, Ти си нашиот Создател, собственик. Дојди, Господе Исусе Христе, со Отецот Небесен, да живееш во нашите срца, да имаш каде глава да подслониш, со сето оружје Божјо да не облечеш. Ти благодариме што креваш молитвена војска, со мечот на Духот ги раскинуваме заедно со Тебе, Господи Исусе Христе, сите пранги што сатаната ги фрлил врз било кој еден од нас, врз овој дом, врз градот Скопје, врз нашите семејства, врз македонскава земја. И денеска и довека ги објавуваме Твојата победа, Господи Исусе Христе, во нашите срца,
Овде живее Господ Исус Христос и нема место за никакво зло. На тој камен, на таа вера изградија Господи Исусе Христе, Твојата духовна заедница и портите на пеколот не можат да ја достигнат. Се што не е од Исус, согласни сме и не отстапуваме да замине од секој еден од нас. Се што е од Исус нека остане. И денеска ја прославуваме, Господи Исусе Христе, Твојата победа над смртта и сатаната, над демоните, болките, болестите, страдањата, над магиите и проклетствата, над сето зло, во секој еден од нас, во целата заедница сотрудници, во нашите семејства, во овој дом, во градот Скопје, во македонскава земја. Татко, во името Исусово, да замине секоја сатанско сторение од секој еден од нас, од заедницата сотрудници што слушаат со срцето. Согласни сме за исцелување во името Исусово на секој еден од нас. По стиховите кога двајца ќе се согласат за една работа и ќе побараат нешто од Отецот ќе им се даде. Согласни сме за исцелување на целата заедница, на секој наш член, на секој твој молитвен војник, на нашите семејства. Покажи ни како да се промениме, што да направиме, што да покаеме, да останеме во царскиот закон на Твојата вечна љубов. Амин. Ти благодариме и денеска те молиме да зборуваш. Ти ги излеа овие слова, сега да излееш слово во меч на духот, да го раздели телесниот од духовниот човек, да го раздели сатанскиот начин од твојот духовен, чист, да бидете свети како што јас сум свет, исчистен дух во тебе, Господи Исусе Христе, да ни ја покаже тесната патека на вечната љубов. Имаме две поуки кои се слезени малку од поодамна, ги најдов дека не се поминати овде, малку е покрупен ракописот, но потоа слезе уште една на пола страница која објаснува еден принцип кој можеби ние го знаеме, но не е лошо да го повториме бидејќи се забораваат некои работи. Видете, кога одам по габи, јас знам кои се габите, но сепак од време на време провртувам во книгата, значи во човечката природа е да се заборава во материјалниот свет, во материјалното, во духовното не се заборава, само ако духот е присутен постојано во тебе, ти си континуирано во мислите го имаш Господ Исус Христос и тој те води, не действуваш од себе. Ќе обработиме значи една тема за осудување и за покорност и ќе ги поврземе да разбереме каде, например, ако земаш здраво за готово, пишано е не судете. И ние ќе речеме некои деноминации, не судиме ние, нема што да судиме, тоа е судијата. Тоа е така, да, но треба да се оддели. Еден е судијата, ние денеска имаме момент, нели, баш го кажував тоа, една наша сотрудничка беше избрана за судија, благослов да биде Исусов судија звезде, но ние имаме неверник, вели, нема да ја изберат затоа што нема политичка поддршка. Бидејќи ме изнервира и реков Исус ќе ја избере и се лути кога се спомене Исус, пројдоа 2-3 месеца и денеска викам ја избра Исус и остана вака со очи горени, очи уште се нервираше и мрчеше таму. Видете, тие се тие моменти, еден е судијата, еден е учителот, сите го зборуваат тоа, но дали му дозволуваш тој да те учи? Еден е небесниот татко. Да, тие викат еден е Бог, но дали му викаш татко? Зашто тоа те приближува до него. И доаѓаме до тоа, не судете. Не судете. Што е тоа судење? За да не бидете судени, ние секојдневно изрекуваме суд. Пазете, едно е, например, укор, прекор, а друго е да го осудуваш секојдневно за некого или нешто. Посебно, како што се македонскиве медиуми и политички состави, секој секого осудува, клевети, нели? А го имаме и тој стих, пишано е, кој си ти што осудуваш туги слуга? Пазете, кој си ти, значи не треба да ги судиш тугите, пред својот господар тој стои или паѓа, не пишува кој му е господар. Значи, што ќе го осудуваш кога нема му е господар сатаната? Значи, материјалниот свет, мамон е господар, например, на македонскава политичка сцена, сите се врзани за парите. Дај му само пари
и се ќе ти направи тој, ќе го продаде народот, ќе си ги земе парите, иако народот не е негов. Или денеска имаме со логопедите часови, тоа ми се најубавите моменти, оти можеме да зборуваме за Господ. Констатацијата е за нас, ако речеме како традиционални христијани, поразителна. И лани сум ви го зборувал ова и секогаш. Заклучувам дека македонките муслиманки и албанките муслиманки и турците се поголеми верници, знаат за Господ, не знаат за Исус, од нашиве, така да речеме наши, ние сме наши овде во Исус, што сме вистински православни верници, кои ништо не знаат за Господ и немаат никаква вера. И пазете го тој момент, тој е трагичен, значи пред својот Господар тој стои или паѓа, тие знаат дека има Господ, не го знаат Исус, доаѓаат до некаде и сеќаваат сега сила присутна и веројатно кога ќе слезе духот, ќе се расплачат, кога ќе објасниме некои принципи. Архангел Михаел, значи, се спори со сатаната, тоа е познато дека тој не суди, со телото на Мојсеј не изрече пресуда, не му рече пресуда, но му кажа, пазете, видете како тој реагира. Господ да ти суди. Во овој случај ние ќе му речеме Исус ќе ти суди. Исус да те спречи. Не му дозволуваш да прави што сака, му кажуваш, јас му припаѓам на Исус, Исус да те укори, Исус да те спречи, можеш да му речеш и Исус да ти намножи според срцето. Тоа е двоостар меч, го благословуваш, тоа што го има во срцето, тоа му се враќа секако и да не го речеш тоа се случува, што правиш, тоа ти се прави. Тоа е законот, со каков суд судите, со таков ќе бидете судени. Ние сме го зборувале ова искуството од мојот факултет, се што сум правил на мојот професор претходно, како некој уметник, мислев правам се и се што, и асистент кога бев, студентите ми го правеа мене се до оној момент, додека ми отвори во духот да се покајам за секоја ситница, што сум му рекол вака, што сум му се подсмевал, што сум си играл шеги, што сум се го озборувал. Пазете, и сега, потоа кога го кажав тоа, порасна, значи, исчезна тој симптом. Значи, ти се судиш себе си, кога ги осудуваш другите, телото оди во земја, доаѓаме до на констатација, душата чека суд, и тоа е дека сите ќе застанеме пред Исус на судот, но за жал многумина не го веруваат тоа од нашава традиционална религиска структура, нити веруваат. Бев, значи, во една телевизија гостин, синот му починал на новинарот, ми кукаше 2 часа, 1 саат пред да почнеме, и на крај кога му реков Исус не се умира, се озари малку. Пазете, тоа не му го кажал нему, а неговиот, да речеме, Господар пред кој паѓа и се поклонува таму, пали, свекнува пред насликани слики или пред некој друг што го води. Исус ќе суди на сите, а сепак судот со кој ние осудуваме, начинот со кој се однесуваме, ќе бидеме судени и осудени, со каква мерка мериме, со таква ќе бидеме мерени, се однесува посебно на Христов слуга. Законот царски, денеска им го зборував и за муслиманите, и за будистите, и за сите, што правиш, тоа ќе ти се прави. Се она што сакаш да ти го прават луѓето, ќе ви се прави и вам, и за атеистите, тоа е законот и пророците пред Исус. Ние би требало да излеземе од тој закон, да не правиме од себе си, да му дозволам на Исус да ме води. Тесната патека е Исус да действува. Тоа е тесна патека. Јас да действувам на сите страни, да осудувам, да се расправам, значи тоа е тесната патека. Тој да влезе во моето срце и да постапувам по него, да чекам, да не действувам. Значи ја гледаме раската во окото на другиот, гредата не ја гледаме во нас, другите ги мериме и судиме. Исус вели првин да се судиме себе си, пазете, внатрешните да ги судиме, себе си и внатрешните се моите мисли, чувства, желби, имам ли јас желби, мисли и чувства, и внатрешните сме ние што сме внатре во војската сотрудници. Ние треба да се судиме, не, да си кажуваме, да се подучуваме, он ќе ги суди надворешните. Не можеш да очекуваш од човек кој не знае за Исус да постапува било како правилно во духот на љубовта. Значи, тие што се во нас и со нас, тие ги судиме, пак ете го законот, се она што сакате да ви го прават луѓето, мислиме дека го знаеме,
правете го и вие. Тоа треба да го правиме. Имаме разни состојби, луѓе доаѓаат, ги нема, излекуваат, кажуваат разни работи, христијани, не знае дека јазикот е двоостар меч. Значи, како што бодеш напред кон некој му наоѓаш мана, внатре себе си се бодеш. Тоа е двоостар меч. И друго значи, се разбира, се што правиш ке ти се прави, и ги кажува тие стихови, станавте судии на лоши помисли. Значи, помисли доаѓаат кај секој. Ти доаѓа овој вака, види овој ти направи така, оној така, тргај тоа се, не, Исусе, држи го Исус во мислите своји. Мерите и судите заборавајки дека сам себе се судиш. Самиот се судиш. Значи, тоа што си го правил ти предходно или твоите предци, кој ќе им кажам на луѓето, е зошто е тој болен, грешен. Што направил? Па јас знам еден греф, нивниот татко осудил многу луѓе и они сега не го прифаќаат зошто да умре тој дека е грешен. Сите ли сме грешни ние? Јас си викам, дојди на молитва, таа не доаѓа и истото, кога ќе почне Исус се нервира и останува, зошто е грешен. Нема грешка, законот е јасен. Ние си мислиме дека овде како на земниот суд нема грешка. Ако ти отплаќаш нешто, се случува и не се променува после сите молитви, го оставаш тоа, го предаваш во рацете на Исус, продолжува да греши, мора да го отплати тоа. Јас си велам, покај се, ќе оставиш грев на твоето дете. Тој сега умира, например, нејзиниот брат. Зошто? Па затоа што направил грев, некој треба да плати. Дај Боже тој да го плати гревот, да не плаќаат неговите деца да се мачат. И тоа никој не го кажува, ни една христијанска заедница. Тие не го знаат основниот закон. Мораш да му кажеш, покај се брат човеку, детето ти умира. Тој се покајувам делом, не си тера постаро. Не можеш така. Ќе го гледаш тогаш, ќе го закопаш и ќе викаш нема Господ. Па нормално немаш, ти немаш Господ. Господ има, не зависи од тебе. Пишано е, судијата стои пред вратата. Каде е тоа? Пред вратата на твоето срце. Јаков 5:9, не можеш да избегаш и вика не оплакувајте се еден на друг, се оплакуваш зошто вака, зошто така, полна уста негативност. И денес ќе му објаснам на логопедите, размислете што зборувате, затоа им давам благослови. Не мисли лошо, не зборувај лошо, не се само проколнувај. Девојка што била во настанот во Кочани, дојде денеска на час, тераме и викам, а што бара еден логопед во 2 часот са бајле, во дискотека, каде што сатаната владее со дрога, криминал, проститут. Ама јас се уште не сум логопед. Ама ти знаеш ли, викам, дека зборовите што се пеат таму само проколнувачки песни, им отворив неколку и застанаа така. Ете така слезе духот, дали таа ќе размисли што бара или не бара, следниот пат ќе ја прашам пак, дали размислуваш зошто се случува тоа? Тоа што го зборуваш се случува. И она ништо не ја допира, нема ни чувства, нема ни сомилост за луѓето што умреле, замисли. И викам, зашто не излеговте, па пијани бевте, надрогирани, па да, има од се по нешто. Видите, таа го прифаќа тоа, едноставно. И ќе продолжат да си ги пеат истите песни, тоа се законот и пророците, значи, не озборувајте се еден со друг, не озборувајте се, ние можеме да кажеме за некој укор, а друго е некого да озборуваш и тоа ти дава, како да кажеш, некоја состојба, со еден, видите, политичка фигура формирана, седи со мене, зборува против тој лошо, седи со тој другиот, зборува против тој, седи против овој и овка, има 100 болести, па биди среќен, не ги срекнеш што си жива уште. 100 пати ти зборувам, не прифаќаш, те нервира Исус. Ако те нервира Исус, ќе одиш на телесни доктори, ќе одиш таму, ќе плаќаш лекови и нема да те исцели никој. Ќе дошол некој кинез, ќе го исцел нејзиниот роднина, ќе го кренел. Нема да те крене кинезот, само Исус може да го крене, ама ти не сакаш да се покаеш, бидејќи сте врзани. Еден е законодавец со судијата кој може да спаси и погуби. Тој дава и зема. Ти кој си што осудуваш друг, да не ја покажуваме својата праведност пред луѓето за да не видат. Значи ти му кажуваш, јас му припаѓам на Исус, Господ Исус Христос да ти намножи. Кога им простуваме на луѓето, ова го зборувавме, гревовите и нам ни се простуваат. Мора да простиме на најлутите, мораш веднаш да простиш. Ако не простиш, те врзува сатана, ти ќе те тресе уште еден период додека не ги пресечеш тие врски. Благослови го и прости, не му дозволуваш, му кажуваш како овој
Архангел Михаел, Исус да те укори, нели? Ослободете се од судот, не судете и така натаму, Исус ќе суди на сите. Одиме сега втората линија на ова судењето. Некој го свака, па не треба да судиме ние. Сега имаме друга состојба, непокорност кон Исус. Си тераш по свое, ти му велиш не прави тоа, он тоа го прави. Ти му велиш треба да се покаеш, он ти збори друго. Зато сум јас грешен. Ти му велиш немој од тоа дрво ќе умреш, тој јаде од тоа дрво. Тоа е човечката инат и природа, тоа е сатанската природа, ќе се искачиш највисоко, не прави вака, тој тоа го прави. Непокорност и непослушност водат во смртта. Во смрт вода, ти си умрен секако. Постојано кога ќе им го кажем ово на луѓето, секогаш е штама. Ќе наполни 60-70 години и тогаш ќе сватиш дека твоето срце, што ти е моторот, сурц, извор на англиски, нели, што чука не зависи од тебе, некој друг му дава да чука, кој ќе му дојде на тој другиот, ќе ја пресече и ти одиш во земја, а душата оди на суд. Тогаш можеби ќе сватиш дека има им велам. Вие можете да викате природа, не знам како да речеме, интелигенција, тоа е Господ, за некој е ваков, за мене е Исус Христос, тој дава и ти сега кога не ќеш да прифатиш, тој да те промени, ти си мртов. Имаме случај, сестра му забранува на братот да оди овде во црквата, фати рак веднаш, кратко беше, тоа одма и диагностицира, се молеше и тој и ние за жал го одлече од црквата и ако го видите сега, ќе видите дека е умрен, без дух. Без дух си мртов. Мртовец кој погребува мртовци, мртовци кои се поклонуваат на мртви коски. Јас се прашувам, има ли овде некој христијанин друг да им каже не се поклонувај пред човеку, ти кој го водиш народот слепец еден на мртви коски, цел народ го правиш во идолопоклонство. Колку души сме ние што не се поклонивме, ви кажува во Кресна, само Стојан Ѓоргиев и јас од 200-400 души клекнаа во црквата да им одадат почит на мртвите коски што умреле, само ние двајцата останаме, толку ќе останат, мало стадо. Се поклонуваш на сатаната, секој што ќе се поклони на ликот на зверот, ќе биде мачен. Тоа сите се поклонуваат на споменици, на коски, на не знам што, на истории. Каде е тука Исус? Тоа ли е христијанство? Па не е. Тоа е вавилонство. Затоа ви велам, не одете таму. Сите обреди што се прават таму се сатански. Те врзува, се поклонуваш на демоните кои ти се смеат од фреските. Богомилската книга е тој вториот сведок. Не мора да го повикувам дури ни Исус. Ги изгонија богомилите од овде, ги колеа од Македонија во Србија, од Србија, Црна Гора, Босна, Хрватска и избегаа по Англии. Данте Алигери потоа одеа пееа на тамбури со еден стап од псалмите, почна да ја пишува божествена комедија Шекспир, оттаму и така е настанат протестантизмот. Затоа е тргната целата приказна. Исус ја победи смртта, ти дава вечен живот. Ретко кој верува во ова, ти го дава духовниот пат на љубовта. Еве го стихот, покорете се на Отецот на духовите, да бидете живи. Мора да се покориш. Не судете едно, ова е сега другата линија, а он си тера по своја волја, по своја замисла, се додека не истече на време на милост, потоа нагло почнува се отплаќа разни болести во телото, да ти голесни патот во духовниот свет, не ти се одзема силата и потоа веројатно ќе разбереш, зашто сум ви го кажувал, тој шаманот ќе дојдеме до тоа дека животот е во Исус. Нема друг живот. Значи шаманот умира во Америка, сум ви го кажувал, ми го кажуваше човекот шевидец, живее тој до него, жената на шаманот му се јавува на македонецот, му вика дојди брзо, умира, он го фаќа за рака шаманот, жената се јавува брза помош и додека она вика брза помош, душата отиде. Последните зборови на шаманот биле Исусе прости ми. Ова е, значи тој му се појавил во последен момент. Замислете. Шаманизам, знаете што е? Во исто време на повеќе места го има во античката митологија. Аристеј, ученик на Аполон, се појавил во Сиракуза, во исто време бил во Македонија, не знам, во таму проповедал, и во исто мене уште на едно место. Тоа е демонско, како да го кажеш, дека треба да му се подчиниш, покорете се на Господа, еве го стихот од кај доаѓа, да се покориш на Господ и да се спротиставиш на ѓаволот.
ете од тука е раскрсницата и тој ќе побегне од вас. Значи мораш да се спротиставиш, не значи не судете и тој му викам не треба да ги судиме политичарите крадат да си ќутиме. Не. Јован Крстител ќутеше или му викаше на овој браво бе жената му е земја, браво волда ти. Не му рече грешиш човеку. И знаеше дека ќе му отсечат главата без разлика. Ние мора да зборуваме. Сатана значи непокорен, вавилонец, да се искачи највисоко. Ти знаеш, тој знаел, не му треба Господ и сега ти умира член на семејство, не икаш да се покаеш. Ние те викаме, толку си близко, му викам не, близко си човеку да ти се ослободиш, да прекинеш принципот на гревот кој се пренесува и на твојата керка или син, затоа што и таа се разболува, ќе ти биде, ако не се покаеш, ќе ја гледаш во друга состојба, да не одам јас понатаму. Значи, ти си паднат на земјата, сатаната, Архангел Михаел го бутна и имаш малку време. Сатаната е фрлен на земјата и има малку време. Тоа е секој еден од нас кој одбива да му даде се на Исус Христос. Да каже, прости ми татко, погрешив пред тебе и пред небото, тоа е последната дефиниција која ќе му се вратиш во негова собственост. Тој е Господар, Господ, собственик на се, создател на се. Тоа го кажавме, имаш малку време, свест да избереш, да повикаш кон Исус, ти праќа близко седа до нас, слуша. Имам уште една соработничка, 2 години ја боли грбот, пробала се. И викам, дојди на молитва, па ќе пробам и тоа. Ма дојди кога сакаш и не доаѓа. Што да ти кажам друго? Јас ти кажам, кога сакаш, среда, четврток, петок, јави ми се еден ден однапред, да се дајдеме со Манди и ќе видиме. Значи, што избираш ти, живот или смрт? Себе се избираш или Исус? Неговата или твојата волја? Покорност и послушност или дрвото на познанието од кое јадеш, знаеш што е добро и зло, ќе бидеш изгонет од рајот и ти си тогаш во смртниот закон на распаѓањето. Нели го зборувавме тоа? Гледате како тој ги раздлабочува овие работи. Ти си под законот на распадливоста. Целата материја, и ти си материја, се додека не му ја дадеш душата нему. Телесниот човек тешко сака да се откаже, да се менува, не сака да се смени, да се покори, си прави по свое. Тоа е сатанско влијание, свое глав наместо Христоглав, автокефална црква наместо Христокефална, непокорност, гордост, непослушност, суета, непростување, простете и ќе ви биде простено, осудување и тоа спаѓа тврдо срце, тесно срце. Знаете, наместо жет за љубов, жет за знаење, посебност ти да постапуваш, да бидеш над другите, нели исцелител или било што, знаењето возгордејува, љубовта ослободува. Тврдоглав, инат, маздолюбив, сатански елементи во нас. Мораш да простиш, но не значи тоа да попуштиш. Кој сака да биде прв, нека биде последен. Тоа е дадено. И последниот дел, кој е слезен. А ти што сакаш, например, тебе да ти служат, ти да бидеш посебен? Си ја сакаш душата своја и ќе ја загубиш, тие стихови, кој ја сака душата своја? Покорете се на Отецот на духовите за да бидете живи. Тоа се двете значи работи. И сега доаѓаме до поентата, што значи не судете и што значи покорност и да се спротиставиш. Татко, ако може да ме одмине оваа чаша, тоа е само дадено како мисла, веднаш потоа вели не како што сакам јас, не како што сакам јас, туку како биде твојата волја. Твојата волја денес им објаснував. Значи, вие сте колку милиарди на земјата, секој сака свое, не може, тоа е хаос. Само Божјата волја е реална. Ти што сакаш не е реално, сатаната те лаже, а јас, например, како велам, чија волја исполнувам? За кого живеам? Пазете, тоа е важна раскрсница. За себе живеам, за своите, например, само своите деца, семејство, или за Господ Исус Христос. Видете, ова е голема разлика. Судење е едно, но да кажеш да, не, можеш да кажеш. Не само што можеш, мораш да кажеш
да му кажеш во името Исусово, не за сатаната и смртта, нема да правам вака. Јас му припаѓам на Исус. Мораш да кажеш да се спротиставиш, тогаш ќе побегне сатаната, без разлика што ќе ти направи. Знаете, да, за Исус во мојот живот, кому да му кажеш? Па некому од внатрешните. И од надворешните секако. Тие внатрешните треба да ги судиш, да им пресечеш. Исус да те суди и така натаму. Самиот знаеш, нели, што е добро и зло, јадеш од дрвото на познанието, ти си судија, се враќаме на тие моменти, твоја волја, твоја црква, нашата вера, ваквата црква, таквата. Каде е Господ Исус Христос? Во тебе внатре, тој кажува, или надвор некаде, си го видел некаде, или си живееш по свое волие, има едно своеволно благочестие. Мислиш дека знаеш, го трошиш времето на милост, чија собственост си ти. Ова треба добро да се размисли. На кое тело, во кое тело јас припаѓам, во телесниот свет, за кого живеам е важен момент. Треба да живеам за Исус. Живееме или умираме, Христови сме, така ли пишува? За себе или за Исус? Дали сум сотрудник, искрен сотрудник, тебе ти велам, искрен сотрудник, чие име е запишано, видете, во книгата на животот. Тие дали си ти регистриран овде? Кој ќе ме регистрира мене? Што значи тоа сатанскиот свет? Па тие кај се да кажат дека не треба да крадеш, не лажи, не убивај? Зошто не кажуваат? Кај се тие? Кажуваат ли за Исус? За кого работат тие? Дали си ти овца, например, кој ме води, по кој пат одам? Кој ме води е важен момент. Дали сум овца прснати без пастир, нели? Или сум овца со пастир, или сум коза своеглава? На крајот Исус ќе ги одвои овците од козите, кажано е ова. Не можеш да го сватиш и во заедница, и дали му дозволуваш во духот да те води, да ти каже, оди таму, направи вака. Или го слушаш духот на овој свет, а дали ја правиш таа разлика, тоа е исто важна состојба. Секој што го нема белегот, знакот на Исус на челото, ќе биде суден, мачен. Како да го добијам тој знак? Кој го нема името Исусово, пазете, запишано во своето срце. Тоа е тоа. Дали си му дал на Господ Исус Христос да живее во твоето срце? Ова е христијанство. Или тесно ми е во срцево, па нема место, тврдокорно срце, па сега чекај сега на срцето, некој друг ми е во срцето, па одат сите се поклонуваат на мртви коски и ти се поклонуваш. Па чекај бре човек, каде е тука Исус Христос? Нели сте вие црква, мислев дека сте. Некој друг ти е во срцето, ти го наполнил срцето сатаната и немаш место за Исус. Затоа ја пееме таа, зарем ти е доволен. Кога почна они тие таму да дрндорат, да прават, Боже, значи викам, па дали е можно ова не е христијанство, и слезе, знају дека ќе слезе песна. Зарем таткото зборува, зарем ти е доволен само еден ден, човеку. Па 364 дена умираш тука, ќе викаш кај е Господ. Дали му го даде срцето, дали му го врати срцето на таткото небесен? Тој ти го дал тоа срце од кое треба да извор, нели, да тече практично живата вода и така натаму кај дојдовме, да му го вратиш срцето на твојот небесен татко, вечната љубов видли во Исуса Христа. И Исус е проблемот, срце со крила. Ние го имаме таа песна што лета кон тебе. Пазете, љубовта е сила Исусова. Ете, тоа е христијанство, да се исполниш во срцето со живата вода Исусова, која никогаш не сопира. Најубавите часови кога апостол Павле ги работиме и кога ќе дојдеме, љубовта никогаш не сопира, како се разведуваат вака, како објаснуваат луѓето. Јас им објаснувам до она што е суштински дадено, го даде во една. Љубовта на земјата е чувство минливо, смртно, распадливо. Горе кај таткото љубовта е природа. Ние треба од тоа чувство љубов да се претопиме во љубов природа и тогаш сме ние вистински негови искрени сотрудници. Ке работиш за Царството Божјо
кое нема крај и тоа е несватливо. Сите се врзани овде. Ние не живееме овде, кој ќе им кажам, ќе се збунат, ќе се вознемира. Горе имам царство, едва чекам да си заминам, но треба да останам, вели апостол Павле, да доработам, да ја завршам трката. Те сакаме, Господе Исусе Христе, нека не преплави Твојата љубов. Ќе испееме една песна, па ќе влеземе во молитва. Те молиме да слезе Твојата сила, да ја покажеш полна сила на љубовта за исцелување. Те сакаме, Исусе, живот одавна сила. Амин.